Добро вечер, 24 анализа, добро дојдовте. Нов ден, ново барање на Венко Филипче и СДСМ. Референдум, што се крие зад ова барање, кое што пред повеќе од една недела како иницијатива за телевизија 24 во изјава го кажа поранишниот амбасадор Виктор Габер. Што е заднината пак зад експресното одбивање на идејата од страна на Христијан Мицковски. Иако минатата недела се зборуваше за заедничко носење на уставните измени и за заеднички барање гаранции од СДСМ и од ВМРО ДПМН, оваа недела Филипче Мицковски се на темата референдум. И се докажува нормално кој е поголем патриот, кој е поголем предавник. Ако толку смета првиот опозиционер дека неговото барање е исправно, зашто СДСМ не собере 150.000 потписи? А ако смета Мицковски дека неговите политики се толку исправни, зашто не распише избори или пак не се согласи на референдум? И додека тие се прозиваат, докажуваат и навредуваат, граѓаните едва го врзуваат месецот. Има ли со што да се пофали владата на Христијан Мицковски? Може ли воопшто партијата на Венко Филипче да биде алтернатива? Јас сум Душица Мрѓа, а за овие теми вечерва дебата во 24 анализа. Драгана Бојковска, пратиничка, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер. Благо Бочварски, пратеник, поранешен министер за транспорт и врски од СДСМ. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер и благодарам за поканата. Благодарам што прифативте, благодарам што сте тука. Само да кажам за гледачите дека мојот првичен концепт беше дека оваа маса да се приклучат и претеници од четворката, односно од Вреди и од Дуи, меѓутоа и едните и другите ја одбија поканата, правдајќи се со приватни причини. Намерно сакав да биде малку поширок суставот, бидејќи, нели, прашањето е некако на кое што сите секојдневно собираат партиски поени најпрво, а потоа и се друго. Бочварски, кога ќе почнете да собирате потписи за референдум? Најпред уште еднаш благодарам за поканата за оваа емисија. Мислам дека се наметнаа веќе важни прашања за иднината на државата и на граѓаните. Како политичка партија сметаме дека стратешките правци на државата, а тоа се членството во НАТО, во Европската Унија и во сите сериозни, големи и значајни меѓународни сојузи за нас, за кои што сме се заложили уште од самата независност на државата до денеска, треба да водиме на вистина грижа во целиот овој период со цел да ја придвижуваме земјата кон овие стратешки правци и при тоа да придонесеме низ тоа движење да граѓаните живеат подобро. Идејата или предлогот која што го даде председателот на СДСМ за референдум е тоа кое што ние го гледаме во власта во овој момент, дека нема апсолутно енергија и желба да се продолжи во тој правец. Ние ја отвораме темата постојано, перманентно и во собрание и во нашите медиумски настапи по однос на продолжување на нашиот пат кон Европската Унија, преговорите и час поскоро влегување на земјата во Европската Унија, не заради друго, туку за нашите граѓани. Тоа е најпатриотската должност која што ја имаме, да нашите граѓани живеат подобро и ние со денешните политики тоа да го придонесеме. Имајќи во предвид дека власта буквално е веќе 2 години, ова не е веќе толку нова власт која што ја имаме, веќе 2 години ги спроведува своите политики, гледаме дека нема исчекор, се појави и тој предлог кој што еве веќе и најде на одбивање од страна на власт. Добро, и сега да ми одговорите на прашањето, кога ќе почнете да собирате потписи? Бидејќи владата, рековте, владата најде на одбивање, веќе го одби предлогот, ќе зборуваме за тоа со Бојковска, меѓутоа кога поднесувате иницијатива, владата ви одбива, вие сметате дека од суштинско значење за државата да се одржи референдум, Уставот, законот за референдум си припишал правила. Вие имате 18 пратеници, се собираат 150.000 потписи. Суштината е кога ќе почнете да ги собирате или се работи за дневно политички маркетинг? Апсолутно не. Суштината е владата да ја придвижи земјата кон Европската Унија, не е суштината референдумот. Суштината е да видиме акција од владата заедно со опозицијата да седнеме да разговараме за следните чекори со цел граѓаните да живеат подобро. Тоа е суштината. Сега,
Сметаме дека ова прашање мора владата, како мнозинство, во ова прашање да ја води играта и го дадовме предлогот. Ниту во еден момент не рековме дека ќе започнеме со собирање на потписи за да ние предизвикаме референдум, туку го дадовме како предлог за да владата која што сметаме дека истранува од стратешките правци, а тоа е од Европската унија, да го слушне гласот на народот. Тоа е дискусијата и тоа беше барањето. Добро, јас тука имам уште неколку контрааргументи, меѓутоа ќе вклучиме Бојковска во приказната, а особено поради тоа што минатата недела јас бев на вести кога амбасадорот Виктор Габер во изјава за телевизија 24 ја кажа оваа идеја за референдум, бидејќи неговата идеја беше пратениците да испровоцираат референдум за да се знае на каде се движи државата. Нема ништо спорно во тоа. Вчера го кажа Венко Филипче, меѓутоа работата е ако ништо барате да го тргнете во исполнување, бидејќи Ама веќе ги извадовме на чистина, веќе кажа дека не ги интересира европскиот пат. Значи европскиот било пат. за дневно политички. Апсолутно не. Што е толку проблем референдумот? Ако веќе има некаков спор во јавноста дека не знаеме како вели премиерот, подготвени сме и со децении да седиме, да не мрднеме од мртва точка и така натаму. Што е проблем референдумот? Ако сте толку сигурни во вашата политика. Вака, најнапред ќе ми дозволите ви мој личен став и да одговорам можеби на неколку реплики на колегата Бочварски кој што ги истакна поднос на ова прашање, кое што мислам дека е важно да се комуницира за на крајот денот да бидат запознаени граѓаните за ставовите на политичките партии. Јас мислам дека оваа тема која што ја говориме и денеска веќе е апсолвирана и дека поднос на прашањето за референдум, односно прашањето кое што го наметна лидерот на опозицијата Венко Филипче, е прашањето дали сте за Европската унија. Се потсетите вие дека и ние имавме исто такво референдумско прашање претходно со владата на Заев и тука апсолутно можам да истакнам дека прашањето е апсолвирано бидејќи оваа влада недвосмислено одговара и кажува и докажува со факти и со аргументи не само декларативно дека е за Европската унија и е за влез во Европската унија. Зошто го потенцирам ова? Бидејќи со конкретни чекори, еве веќе и од меѓународни институции, веќе и од Европската комисија се истакнуваат чекорите кои што не придвижуваат до европската интеграција. За мене интеграција во Европска унија пред се и над се означува носење на реформи дома, реформи за граѓаните, исполнување на она кое што се бара од нас да го исполниме, тоа е пред се реформската агенда. За мене големо признание тоа што еве нашата држава веќе има одобрување од Европската комисија за 65,7 милиони евра, во кои што еве повторно сме фронтранери по однос на исполнување на реформската агенда. Го чекаме јунскиот извештај во кој што повторно очекуваме овој износ, би рекла можеби да се дуплира по однос на исполнување на реформите. Важно е тука да се потенцира дека во овој дел Европската унија одобрува средства на веќе исполнети реформи, не на нешто што ќе биде во иднина. Така што ако некоја влада и ако некое парламентарно мнозинство прави вистински чекори за влез во Европската унија, тоа е оваа влада на ВМРО-ДПМН коалицијата и парламентарното мнозинство, нормално како значаен чинител со носење на реформските закони во собранието. И низа на други активности кои што се признаени од страна на Европската унија, можам да го потенцирам тука и договорот за одбрана и безбедност со Европската унија, кој што исто така е за мене приближување кон европските вредности. По однос на самиот референдум, Ќе зборуваме колку пари остана неискористени од реформската. Ќе зборуваме и за тоа, инаку тука е важно да се напомене и оној грейс период во кој што значи дека не се изгубени средствата, туку ги исполнуваме по однос на оној грейс период. Имаме чекори кои што нема да ги исполниме, свесно нема да ги исполниме и тоа исто така го комуницираме со јавноста. Добро е тоа да го искомуницираме и издебатираме со опозицијата, бидејќи еден од реформите е изборниот законник. Па вака, Душица, јас мислам дека референдум не има потребен во моментот на граѓаните, бидејќи прашањето за влез во Европската унија, како што кажав, е апсолвирано и е решено. Ние
правиме вистински чекори за Европската унија. Јас тука една друга теза ми дојде на ум кога го видов повторно лидерот на опозицијата дека излегува со оние пресконференции кои што секојдневно ги гледаме, тоа е предлогот за референдумот. Јас ке се сетам и на претходниот референдум кој што беше поставен со истото прашање, па моето прашање, еве можеби до колегата од опозицијата кој што можеби би можели да ми одговори, е дека дали претходниот референдум кој што го организираат признаваат дека не е релевантен или не го признаваат самиот референдум кој што истиот го спроведо, бидејќи со истото прашање излегуваат пред граѓаните после неколку години и мислам дека е нефер пред граѓаните, особено кршејќи го законот за референдум, бидејќи повторно се поставува манипулативно прашање дали сте за влез во Европската унија, тогаш по истиот слоган го поставија истото прашање на истиот референдум со двосмислен начин, неадекватно за граѓаните, за да извршат промена на името и промена на уставот секако. Така што за мене е навистина нејасно дали значи признавање на неуспешниот референдум кој што притоа не го исполни цензусот, и мислам дека таква појава на кршење на закони навистина треба да се адресира. За по неколку години по примерот на Заев, да го видиме денеска Венко Филипче со истото прашање. Инаку деловничките можности исто така вела дека можете да соберете и 150.000 потписи. Или собранието исто така да го распише истото, затоа велам дека веќе Социјалдемократскиот сојуз не треба да се повикува на народот, бидејќи народот на претходните избори покажа и референдумска јасност. Затоа велевме дека изборите беа бойкотиравте минатиот референдум и ки имаше цензус, бидејќи можеќе беше против, можеби бойкотот не беше на ВМРО ДПМН, мнозинството од граѓани ќе беа против, па немаше да се случи ни преспа, ама бидејќи го бойкотиравте. Затоа го потенцирам и значењето на кршење на законот за референдум во кој што двосмислено се поставува истото прашање. Истото после неколку години по примерот на Заев го прави Венко Филипче. Па после оваа дискусија на почетокот на емисијата, мислам дека дополнително станува нејасно каде не води оваа влада и дали планира да не води кон Европската унија. Ние сакаме да предизвикаме став од страна на владата и владеачкото мнозинство да видиме кои се чекорите и кога тие чекори ќе се исполнат со цел државата да продолжи да оди напред. Ние не сме помрднале ниту еден чекор од заминувањето на претходната власт во 2024 до денеска, суштински чекор во отпочнување на преговорите. Втора меѓувладина конференција да се свика, да се продолжат со преговорите и да почнеме да ги користиме бенефитите од Европската унија. Закони кои што не беа донесени, не беа само неколку, а останатите поголем процент не се донесени, затоа се изгубија средства. И второто прашање кое што еве сега ми се наметна и сакам да го поставам до колешката е за кој референдум зборите, на тој кој што немавте став тогаш? Сега велите имаше референдум на кој што народот се изјасни дека е за Европска унија, а вие тогаш, ја колку што се сеќам, немавте став. И исполнивте цензусот. Немавте став тогаш. И гласавте тогаш, не гласавте. Не, апсолутно беше оставена и на волјата на граѓаните да се излезе, но тука повторно затоа го потенцирам моментот дека манипулативно изигравте тогаш со прашањето на референдумот. На референдум да бидете побројни или да го побиете тоа прашање? Еве ќе ви реплицирам и по однос на она кое што го истакнавте. Навистина ќе почнав со тоа зачудува, но навистина Душица веќе ништо не ме зачудува, бидејќи еве сега првпат можеби не сум го слушнала и лидерот Венко Филипче да го даде својот став, но еве колегата го кажа може и ставот на Социјалдемократскиот сојуз дека не се сериозни за спроведување на референдум, дека тоа било акт во кој што би се предизвикало, не знам, можеби некакво внимание. Не ме чуди, бидејќи истото го правите година дена наназад. Најнапред со оние манипулативни действија во собранието дека ќе поднесувате декларација за црвени линии. Никаде во собранието не ја видовме таа декларација за црвени линии. Видовме дека абстениравте од тоа. Не, вие сте пратени. Беше поднесена во очи на изборите, на локалните избори. Ве молам, проверете си ги фактите и аргументите. Во собранието од ваша страна нема поднесено декларација за црвени линии. Отворена и дискутирана. Поднесувате декларација за црвени линии на социјалните мрежи, во таму каде што е местото, во собранието се предомислувате, не ја поднесувате. Истакнувате теза дека до пролет ќе има мигранти,
нема мигранти. Државата ќе бойкотирала, гледаме дека имаме раст на бруто домашниот производ и економска активност 6 квартали поред повеќе од 3,5%. Признавање од Советот на Европа ни кажува дека е затворен постмониторинг процесот во кој што целосно имаме владење на правото. Понатаму гледам дека колегата исто така зборува за реформи кои што се бараат од Европската унија за спроведување на оние реформски чекори. Полна е, нели, устата и дебатата со европски чекори, со европски реформи. На крајот Социјалдемократскиот сојуз не ги поддржува не ги поддржува реформските закони, или гласаат против, или воопшто не гласаат. А при тоа на нивно барање и прифаќање на барање на опозицијата организираме целосно транспарентни јавни расправи на предлог гости на опозицијата, ги сослушуваме, се поднесуваат амандмани, се прифаќаат амандмани на опозицијата. На крај кога доаѓа моментот за вистинско докажување дали сте за реформскиот пат на Македонија, тие или не гласат или се против. Така што потенцирам само со сива, например. Јас зборувам сега конкретно за реформските чекори. Еве сега очекувам поддршка за законот за јавно обвинителство. Многу ме интересира дали за тој ќе дадат став, бидејќи како став на ВМРО-ДПМН во кој што 2 години се на власт, а 2 години се уште бараат виновници во некој друг за нешто. Не. Сега велат, не сме ги донеле законите затоа што некој друг не е крив. Еве ги законите од реформската агенда, 200 милиони евра требаше да повлече државата со овие закони, не се усвоени. Не е крива опозицијата овде, крива е власта и владата. Зошто не ги поднела? Многу искрено и отворено ве прашувам пред македонските граѓани, дали ќе дадете поддршка на двотретинскиот закон за законот за јавно обвинителство? Зошто излеговте од работната група за изборниот законник, кој што исто така е реформски законник и кој што на крајот резултира со блокада нормално на усвојување на изборниот законник доколку не најдеме консензус. Во овие 2 години вие имате целосно подадена рака за многу конструктивна дебата, особено во делот на реформската агенда. Одбивате да ја подадете таа понудена рака која што ја нудиме за да соработуваме по однос на овие прашања, бидејќи за мене е многу непријатно да промовираме пред македонските граѓани за стратешки определби, за стратешки прашања, да покажуваме нееднаквост или необединетост околу најважните прашања на државата. За стратешки определби никогаш ништо не направил ВМРО-ДПМН. За тие стратешки определби сега се обидувате да зборувате. Овде се само неколку закони кои што не успеавте, а ветивте дека ќе ги донесете и беше добро да ги донесете. Не е крива опозицијата, тоа е првата работа. И втората работа, едно од прашањата кои што во изминативе 10 години, пред 10 години беше клучна дискусија во јавноста, носењето на пржинската влада со цел да се тргнат рацете и канџите од страна на тогашното ВМРО-ДПМН врз државниот апарат кој што не дозволуваше да се одржат фери демократски избори. Таа придобивка која што тогаш ја донесоа 4 партии и на ваше барање на опозицијата во 2019 година побаравте и ние како влада демократски избрана од граѓаните го продолживме тој закон на ваше барање до влез во Европска унија, вие при првото доаѓање на власт без никакви консултации ја укинавте. Тоа е демократскиот капацитет и размислувањето на ВМРО-ДПМН во која насока треба да се движи државата, и еден од малкуте закони кој што бил донесен со некаков консензус го поништивте самостојно во првиот момент кога имавте мнозинство. Не е точно, значи и укинувањето на техничката влада. Вие знаете, информирани сте од нашата парламентарна дебата во собранието и вашиот координатор на пратеничка група на повеќе состаноци. Дури имавте после одредени средби во собранието комисиски, имавте на крајот признание и се побивте дека сте биле на средба и со министерот Минчев, имало комуникација околу изборниот законник и за укинувањето на техничката влада, така што дека сте биле неискомуницирани околу ова апсолутно е неточно. Впрочем, доколку ги следиме еве изјавите на лидерот на опозицијата, тие велат дека СДСМ е консолидирано, спремно и така натаму. Ние велиме еве на наредните избори нема да биде укината техничката влада, дури на тие последни. За така што мислам дека многу искрен став имаме по однос на ова, па доколку сте спремни и подготвени за избори, тогаш мислам дека укинувањето на техничка влада би требало да биде во ваша корист. Но многу сакам да бидеме јасни и директни.
Затоа велам на граѓаните декларативни заложби веќе не им се, како да ви кажам, само зборување и не правење чекори кон Европската унија на вистина изгледа многу лицемерно за нив, бидејќи ќе се согласиме можеби и двајцата за ова прашање дека Македонија и македонските граѓани се навистина изморени по однос на ЕУ интеграцијата и сите неправди кои што и се прават на нашата држава. Доколку не се согласиме за ова, мене ќе ми биде навистина жал, бидејќи веќе и меѓународните фактори и европратеници и европски представници признаваат дека Македонија навистина има огромно патешествие кога се работи за ЕУ интеграцијата. За мене, како што потенцирав, таа ЕУ интеграција која што велите дека ништо не е направено, апсолутно може само да биде побиена со бројки и со факти. Ако сакате нешто да докажете дека не е така, со бројки и со факти можете да го докажете. Тоа не само со празни флоскули. Држава не се води со празни флоскули, се води со вистински реформи кои што ќе ги покажат, кои што ќе ги водат, кои што ќе ги покажат еве и релевантни институции. Благојче, видете, јас оние признанија кои што ги имаме од меѓународните институции се уште поголем доказ дека Македонија е на вистинскиот пат кон реформите. Не е само реформската агенда. Не е само реформската агенда. Реформската агенда е нешто кое што им треба на граѓаните за да се донесат европските вредности во нашата држава. Освен оние 65,7 милиони евра кои што ги имаме со последната транша која што ќе ја добиеме, претходно знаете дека и со предфинансирањето ние бевме лидери во регионот. Многу ми е како да ви кажам, жал што не го истакнувате успехот на нашата држава. Тоа не изгледа пријатно пред граѓаните кога успехот на државата, не на власта или на опозицијата или на политичките партии, гледаме дека имаме неусогласеност околу некои национални интереси кои што ги бидат. Исто така, да ви одговори. Околу техничката влада. Мислам дека ева ќе се вратам од почетокот. Рековте вака, техничката влада е укината, не е точно дека не знаевте, бевте искомуницирани и информирани бевте. Значи, прво, демократијата не може да вие подразбирате како комуникација со ВМРО-ДПМН или со СДСМ или со некоја политичка партија. Значи, дали техничката влада ќе се укине, треба да има согласност од 4 политички партии, така како што била донесена во 2016 година. Какво е тоа сега искомуницирани бевте, информирани бевте? Бевме информирани, го дадовме ставот дека не прифаќаме во овој момент да биде укината техничката влада. И сега велиде следно, ама на следните избори ќе остане. Не на следните, на тие последни. Ќе остане на следните, на тие последни. Ние ве слушаме вас дека се спремате да победите на изборите. Да ви го побијам и тој аргумент. Добро, зошто да не седнеме после наредните избори, пошто вие сега многу се грижите за 34-та година или 32-та кога би биле наредните парламентарни избори. Ајде ќе седнеме после наредните, после 28-ма, ќе седнеме и ќе кажеме има ли услови денеска да се укине техничката влада. Тоа е барем закон кој што за 7 дена може да влезе у собрание и да биде. Зошто уште сега вие водите грижа за после 8 години дали ќе има техничка влада или не? Тоа е прашањето. Ако толку сметате дека можеби после 4-5 години ќе бидат полоши условите за избори од колку денеска, така е. Не можеме тоа да го знаеме од денеска. Тоа се прави во момент кога сите 4 политички партии ќе дадат согласност, ќе се договорат, ќе дадат буквално поддршка за промената на еден таков закон. Вие мислите на мускули ќе донесеме и сме завршиле работа. Но тоа е суштината на вашето владење. Понатаму околу декларативните заложби, ќе се согласам воедно со вас. Со декларативни заложби не се води држава, ама тоа треба да идете кај вас во партија да им го кажете. Ниту една стратешка работа определба во 35 години нема донесено ВМРО-ДПМН за Македонија. Од независноста до влез во Обединети нации, до влез во НАТО, до кандидатски статус, до почеток на преговори, ништо нема направено во ВМРО-ДПМН. Конечно, еве, денеска кажете, ќе земеме, ќе направиме толку чекори, вакви чекори, ќе превземеме се што е потребно, на крај државата да оди напред. Ги видовме вчера од Државен завод за статистика бројките колку се иселуваат луѓето од државата. И тоа е резултат на таквите политики и стоењето во место. Добро. Јас ќе ми дозволите да реплицирам многу кратко на ова прашање. Разликата во она која што вие го говорите и ние која што го презентираме и го работиме е во тоа што ние водиме политика за која што пред се и над се е водена според националните интереси на државата. Мене
очигледно не се наоѓаме на иста и на иста линија по однос на овие прашања. За вас се храбри, херојски, не знам како сакате наречете ги чекорите кои што ги направи претходната влада. За мене се навистина погодбни политики кои што не донесоа навистина во една слепа улица и во чекалната повторно за влез во Европската унија, така што посакувам да бевме помудри тогаш како држава и да не ги прифатевме оние преговарачки рамки, протоколи кои што беа прифатени од страна на тогашниот министер за надворешни работи. Така што со ова влада конечно презентираме концепт во кој што нема да се извинуваме дека постоиме. Јас токму тоа ми беше следното прашање. Кој ни е тој концепт? Бидејќи ја не го разбирам концептот, ги слушам последните изјави на премиерот, беше дека ако треба со децении ќе чекаме и нема да мрднеме од мртва точка. Последното од завчера од Охрите дека нема повеќе можности за идентитетски отстапки за чекор назад кога станува збор за нашите национални одредници, го цитирам Мицковски, колкава и да е таа цена, ако тоа е цената што треба да ја платиме и покрај тоа што сме вистинскиот фронтранер, додека е оваа влада е подготвена да ја плати таа цена. Јас сега тука лично не го разбирам кои се тие идентитетски отстапки. Македонија има преговарачка рамка. Ваква, таква, онаква, потврдена од 27 земји членки. Вчера Румен Радев од Париз ни кажа и денеска од Брисел дека позицијата на Бугарија кој да е на власт е една единствена. Ние немаме работа со Бугарија. Ние имаме со Европската унија. Во преговарачката рамка стои дека Македонија мора да ги внесе бугарите покрај другите три народа за да го продолжи преговорите. Значи, која е таа цена што ќе се плати ако бугарите влезат во уставот заедно со хрватите, египтјаните и така натаму? Кои се тие од решение дека исто децении ќе останеме на истото место? Де факто Бугарија и официјална Софија и да јуре е во право. Ние имаме преговарачка рамка од 27 земји членки. Тие велат со нас немате ништо. Како сме стигнале до тоа, сите знаеме. И граѓаните на крајот на денот го кажаа тоа на изборите. Кажете ми кој е концептот? До недоглед ќе седиме вака. Вие велите Европа дома. Па Министерството за правда од 11 реформи една спровела во изминатата јуни-декември 25-та, на пример. Кажете ми концептот, која е таа временска рамка со децени? Ајде вака. Едно по едно ќе расчистиме по однос на ова прашање. Нема да се навраќам на историјата, апсолвирано прашање кој не дона. Резултатите на избори покажа. Не по однос на резултатите на изборите. Како стигнавме до ова апсолвирано прашање? Прифатена е таа преговарачка рамка. Цениме дека не требало да се прифати, можела Македонија да има подобри позиции. Позицијата е таа која што е, во која што не донеле претходната влада на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Меѓу другото и граѓаните со изборите го кажаат. Со изборот на избори. Така, со самите избори граѓаните го поддржуваат концептот кој што ние го понудивме. Затоа велиме нема ни потреба од референдум, бидејќи несомнено е дека граѓаните го поддржуваат нашиот концепт и нашите ставови кои што тогаш во кампањата ни е многу отворено, дури најкомуницирана тема ни беше во време на изборите ова прашање. Сега, едно логично прашање исто така јас, кое што мислам дека е добро да се постави и помеѓу нас, но и пред македонската јавност, што ако ние ги прифатиме уставните измени, дали тоа значи апсолутен влез во Европската унија? И кој потоа на нас ќе ни гарантира дека со самото прифаќање на бугарите во уставот, дека ние дефинитивно ќе бидеме земји членки во Европската унија? Тоа би значило само едно ново поглавје кое што ќе го отвориме кон пристапот на Европската унија, но апсолутно гаранција дека нема да има повторно ново барање од бугарската страна, апсолутно не е точно. Втора работа. Да, меѓутоа, ве разбирам што ви е прашањето. За воздухот ние вето да добиеме од Шведска. Харикирам. За воздухот дури Душица да ви кажам. За водите, за воздухот и за водите дури ми е сосема нормално и во ред да добиеме ние вето. Кога се работи за копенхагенските критериуми, тогаш би рекла во ред треба да доисполниме одредени реформи, треба да доисполниме одредени европски вредности, тоа е во ред. Но по однос на прашањето за идентитетот, јазикот, културата така натаму, апсолутно ценам дека ова се прашања кои што се однесуваат на идентитетот. И тогаш многу логично ми е прашањето, што ако ние без никаква гаранција ги земеме, ги усвоиме уставните измени, дали тоа ќе значи лажење, дали тоа би не можам да ви
ви кажам временска рамка, бидејќи би било небулозно јас да кажам временска рамка во која што нешто би се случило или не би се случило. Многу е логично прашањето, што ако вака бланко, како што вели Венко Филипче, ги прифатиме уставните измени, дали тоа ќе значи влез во Европското уније? Па јас се сеќавам на изјавите и на Заев и на Ангела Меркел исто така кога доаѓаше тука, само уште ова да го направите и влегуваме во Европска унија. Само добивме слики од авионче дека готово сме го добиле датумот за преговори, добивме ветување од многу европски представници дека само уште ова да го направиме, видовме дека ништо, таа политика не носи нас до Европската унија. Значи што чекате вие? На нови заклучоци, на хартија гаранции, што чека оваа влада? Ние И до кога ќе чека? Ние пред се и наце ја вршиме домашната задача која што значи спроведување на европски вредности. Како можеме да дебатираме, можеме да тоа се до декември месец, јуни декември 25-та во делот на грейс периодот, тука имаме големо подобрување од страна на Министерството за правда за кое што имавме јавни расправи, но во делот исто така на она кое што ме прашавте, јас би истакнал уште едно прашање кое што мислам дека е легитимно да се постави поднос на самите уставни промени што ние бараме, а тоа е одреден реципроцитет кој што мислам дека е многу нормално да го побараме, кој што не само ние како држава би го побарале, туку би побарале спроведување на пресудите од Европскиот суд за човекови права. Многу легитимно за да покажеме дека улицата по која што ќе одиме ќе биде двострана заедно со нашиот источен сосед. Многу посакувам еве Душица, еве јавно тоа го кажувам, ваква агресивна политика Социјалдемократскиот сојуз да води со нас во борбата за признавање на малцинството во Бугарија. Наместо заедно со Дуи да водите агресивна политика на која што ги изгубивте избори. Ако може да го изнесам ставот и многу има од сред Софија вели дека треба да има гаранции некакви. Ако Вајц вели дека мора да има некакво толкување на вториот протокол и што тој значи во преговарачката рамка, зошто СДСМ има проблем да застане заедно со ВМРО-ДПМНЕ во гаранциите барањата? Прво да кажем една работа. ВМРО-ДПМНЕ во 24-та година извојува победа и дојде на власт врз база на една огромна манипулација со граѓаните. Едната манипулација... А вие изгубивте избори врз основ на претходно донесените политики по однос на ова прашање. Да слушав 15 минути полека. Апсолутно. Не се нервирајте. Апсолутно. Не се нервирајте, ова е вистината. Не, апсолутно, јас не сум дојдовте на власт врз база на една огромна манипулација. Првата беше дека ние само што ќе дојдеме ќе видите како се преговара со Европска унија, како се менува преговарачката рамка. И тогаш ви рековме, преговарачка рамка не се така едноставно менува, кое што прифатиле 27 земји членки. Не, ќе дојдеме ние ќе видите. Дојдовте на власт. Ништо нема од промена на преговарачка рамка. Второто прашање. Преспанскиот договор не чини, не е добар, ние додека сме овде нема да се промени, нема да биде завршена работа, ќе го вратиме Преспанскиот договор, односно ќе го поништиме со двотретинско мнозинство, доколку добиеме. Имате двотретинско мнозинство, не го поништивте Преспанскиот договор. Затоа вие дојдовте на власт со таква победа, не заради тоа што нешто многу друго ветивте и убаво кажавте, многу убаво комунициравме со јавноста тогаш кога многу убаво игравте со чувствата на граѓаните. Втора работа. Во 24-та година само што дојде власта, јас се сеќавам бев и на други дебати и емисии кога дискутиравме со колеги од собранието, кои што само што дојдоа на власт од ВМРО-ДПМНЕ. Велеа следно, сега започнува дипломатската офанзива на Македонија да се промени преговарачката рамка, ги чекаме сигналите од Брисел и потоа кога ќе имаме нешто ќе информираме јавноста и опозицијата за подобрување на преговарачката рамка. И еве 2 години поминуваат, легитимно е прашањето докаде е подобрувањето на преговарачката рамка. Ако имате вие подобра преговарачка рамка и добиете во насока на одложено дејство на тие уставни измени или што и да добиете подобро од тоа кое што го избоксувала претходната влада, ние рековме во ред, ќе седнеме, ќе разговараме во собрание, ќе го прифатиме и ќе застанеме зад власта. Но кога нема таков предлог, кога гледаме дека ништо не се случува во овие 2 години, за што да се обединиме? Треба да имаме нешто да се обединиме за нешто. И сега прашањето се за да го признаат македонското малцинство во Бугарија. Ајде заедно да застанеме за тоа прашање. Јас сега ќе ве прашам. Зошто не водите таква агресивна политика за ова прашање? Помалку ли ви значи ова прашање за да се признае формирање? Полека, морам 3 реченица ако може да кажам. Дебата, ама ја ве сослушав
Културно ве издебатирано. сослушав сега, мислам дека треба да ме сослушате. Во 2022 година, таа преговарачка рамка која што вие дебело критикувавте тогаш, и на големо, И се уште. сакам и се уште ја критикувате, во таа преговарачка рамка ние успеавме македонскиот јазик за прв пат да го вградиме во Европската комисија, во седиштето на Европската унија, во Брисел за прв пат. Добро. Целото законодавство се преведе на македонски јазик, без звездички, без додавки, без она како бил во уставот именуван и така натаму. Добро. Чист македонски јазик. Тоа за вас сакам да ја прашам, е патриотизам или не е патриотизам? Добро, еве за мене предлог. тоа е најголем патриотизам. Еве Кога предлог, соберете проактивно- 150.000 потписи, Кога побарете проактивно се поддршката бориш од за народот. својот народ и за својот јазик, за културата на своите сограѓани. Побарете А не да поддршката седите во од Скопје и да народот за кажувате ова како прашање. треба да биде. Еве, една политика донесете, ама да не повлечете напред. Или ќе треба повторно да СДСМ ги превзема по промената на власта, да ве повлече и вас кон Европска унија, затоа што ништо немате направено. Ајде сега да се вратиме кон реформската агенда. Ви реков овде ги имам сите закони. Еве ги од Министерство за финансии. 1, 2, 3, 4, 5. 5 закони. Тука се Докои, изгубени некаде 20 Како на велите милиони евра. изгубени? Ајде вака, сака Еве да сега ќе ви одиме, кажам. може би еден Првиот сат, само чекор, ќе ни треба за само момент, да бидејќи одиме рековте сте ги по исполниле. табелата. Имаме закони кои што требало да бидат донесени до декември 24 година. Па имаме закони до јуни 25 и закони до декември 25 и потоа до јуни 26. Значи вие имате се уште закони кои што требало до декември 24 не сте ги донеле. Единствено кој закон е донесен? 2 закони донесовте кои што беа припремени од претходната влада Ама и ги донесовте немојте без така никакви сега за 2 закони измени. не се добиваат 6,7 Еве, ќе ви милиони кажам евра кои закони и се. претходно во 2 транши исто, значи испаѓа многу небулозна оваа теза Така е, која што ќе е ви истакнувата. кажам кои закони Вака беа. далеку сме од она кое што вие го работевте претходно, мислам далеку сме подобри од она кое што претходно сте го правеле за Европската унија. Јас од вашата работа за Европската унија само ќе се сетам на искористување на европското знаменце за да се донесат закони во собранието на брза лента за законски измени кои што носат добро лично добро само за одредени луѓе блиски околу СДСМ или околу вашиот коалиционен денеска партнер, градите патишта. околу По тие вашиот закони градите коалиционен патишта, само да ви партнер, па кажам. еве кривичниот закон ќе ви го споменам за кој што добивте најнегативен извештај од Европската комисија за уназадување, за уназадување од ВМРО да Душица, помене со јас кривичниот тука закон. апсолутно го осудувам она кое што го направи и во сите јавни дебати и во собранието го осудувам она кое што Мораме го да одиме на направи. реклами. Бочварски, кошта од Софија, мора Македонија да добие некакви гаранции, Вајц бара толкување на протоколот. Видите, ја го кажав ставот. Зошто, ве разбирам, Да, мислам дека бев јасен. не се, ета, како што велат од ВМРО ДПМН, вие велите дај да се обединиме за уставни измени, тие велат дај да се обединиме за барањето на гаранции. Што Значи, е спорно? тие Да имаме единствена позиција Тие- од двете страни зборот. Тие има два пристапи, ајде да кажам. Едниот беше барање на гаранции и вториот беше да барање на, односно да ги донесеме уставните измени со Ма одложено ја знам дејство. што направија тие. Не, ама- Кажувам, кошта што збори, Вајд што збори. Во ред. Уставни измени рекоа со одложено дејство и второто некакви гаранции. Ние велиме, обезбедете ги, владата денеска преговара со Брисел, обезбедете ги да седнеме да ги видиме, ќе ги поддржиме. Ако успеете нешто да избоксувате, но јас знаејќи дека еве 2 години се веќе гледаме сите дека таква работа не поминува. Ама Ако за- успеат, нека ја Ниту донесат, Вајд, ја ниту поддржиме. кошта, предпоставувам, не зборат на памет. Ама нека ги донесат, може сите посакуваме, нели, да се подобри рамката, ако успеало нешто да се избоксува, нека го донесат, ќе го поддржиме. Пауза за реклама. Продолжуваме со дебатата во 24 анализа Благо Бочварски СДСМ, Драгана Бојковска, ВМРО ДПМН, мои вечерашни гости. Која реплика ви останав должна и потоа ја прашувам. А вие имате кратки одговори. Добро. Еве, ќе бидам навистина многу кратка, бидејќи жал ми е кога гледаме необединетост околу овие прашања кои што се од национално значење.
Но во оваа ситуација само можам да проценам дека во моментов за Македонија, за македонските граѓани и за македонската страна не се толку опасни бугарските позиции кои што впрочем и ги знаеме и ни се познати. Многу позагрижувачки се позициите кои што ги имаат овие политички субјекти како Социјалдемократскиот сојуз, кои што се очигледно на иста линија со Бугарија, не со македонскиот народ. Така што кога зборуваат за европската интеграција, посакувам да зборуваат многу повеќе за европската интеграција на Македонија на отварање на овој пат тука. А кога зборуваат по однос на тоа дека државата ни е изолирана, што сме направиле и така натаму, па јас ќе потсетам на неколку работи кои што ги направивме во само 2 години и ќе споредам што направивте вие за 7 години како влада на Социјалдемократскиот сојуз. Во само 2 години ние потпишуваме договор за стратешко партнерство со Хрватска, која што е земја членка на Европската унија, договор за стратешко партнерство со Унгарија, договор за стратешко партнерство со Велика Британија, потпишување на Европската сега издебатираме договор со Европската унија за одбрана и за безбедност, влегување на нашата држава во СЕПА наспроти она која што СДСМ ни го донесе, тоа се францускиот или бугарскиот предлог, како сакате наречете го, преспанскиот договор. Многу често ве обвинуваат дека одработувате за Бугарија. И така натаму. Ај вака сега. Прво францускиот или преговарачката рамка која што беше донесена, споменав еднаш, ќе споменам уште еднаш. Значи во таа преговарачка рамка ние го заштитивме нашиот македонски јазик и првиот договор кој што се потпиша меѓу Европската унија и Република Македонија беше договорот Фронтекс на македонски јазик. Претходно Македонија немаше таква можност и луксус да потпишува договори со нашиот стратешки партнер на својот македонски јазик, бидејќи се уште лебдеа некои прашања кои што ние ги расчистивме со тој договор. Втора работа, председателката Гордана Силјановска-Давкова пред 2 недели кажа: со преспанскиот договор можеби се допаѓал, можеби не, сепак се гарантирало националната посебност на македонскиот народ и јазикот и така натаму и така натаму. И сега што зборуваме повеќе? Што да зборуваме? Прво, вие сами, вашите лидери, председателката на државата сама го кажа тоа, министерот за надворешни вели, феноменална работа е НАТО алијансата, ние сега учествуваме, седиме на маса таму, одлучуваме за значајни прашања во Европа и во светот. Значи, некој требал да се избори за да седите таму. Што ќе му кажете на Кошта во вторник? Според моите информации следата ни да доаѓа, би требало, мислам дека по планното во вторник. Па она кое што би го кажали пред македонските граѓани, Душица, ние не ги менуваме ставовите пред македонската јавност и пред Кошта или пред било кој. Нема планот е уставни измени. И како што кажа, планот е уставни измени. Така беше. Она кое што го говориме пред македонските граѓани, ние не само пред Кошта и пред сите представници од Европската унија го зборуваме многу јасно и недвосмислено и немаме промена по однос на истиот став. Она кое што ќе го истакнеме и пред господинот Кошта е дека Македонија ќе ја засили својата динамика во спроведување на европските реформи кои што треба да се случат, за да докажеме дека ние можеме да бидеме конкурентни кога се работи за европските вредности, да бидеме рамо до рамо со нашите врсници, можеби од Европската унија и така натаму. Па јас кажав дека дел од реформите кои што инаку претходно во реформската агенда има учествувано и претходната влада на Социјалдемократскиот сојуз, мислам на самото креирање, и дел сега кое што исто така ние исто така и го спроведуваме во тоа што дел од чекорите кои што се однесуваат на реформската агенда свесно нема да бидат прифатени, кои што мислиме дека ете нема да бидат во полза на македонските граѓани, и само по однос на тоа, во однос на се друго правиме максимални напори, но посакувам кога зборуваме и двајцата за Европската унија да докажете во собранието каде што ни е всушност и главната работа да ги поддржите реформските закони. Кои што не сте ги се уште поднали? Поддржате ги, ќе ви дојде законот за јавно обвинителство. Заедно дебатираме таму, вие поднесувате амандмани на тие закони и ги носиме. И ги носиме заедно. Зошто не учествувате во носење на самите закони? Имате ли средба со Кошта? Мислам, дали вашиот председател на партијата ќе има средба со Кошта? Доколку се одржи таква средба, ќе ни биде драго како политичка партија, како опозиција, да ги изнесеме своите ставови и секако дека доколку има простор ќе се одржи таква средба. Зошто не се потпишавте на иницијативата на ДУИ за уставни измени? Бидејќи нели уставни измени? Која иницијатива на ДУИ за уставни?
има во собрание иницијатива за уставни измени. Значи вака, ние сметаме дека Во кои што се подпишани за сега само дуи претениците на Арбен Таривари. прво вака, нашиот став го кажавме, иницијативата за уставни измени и за движење на тој процес напред треба да го води владата, затоа што владата мора да биде овде конечно да повлече потек за да ја носи државата кон нашите стратешки правци. Владата не сака ништо да направи. Така велите ви. Па добро, ние смееме да имаме наш став по тоа прашање, смееме. Ама владата не прави ништо. Еве. И сега зошто ако веќе има некаква иницијатива, не направите некој бустер. Значи прво владата има 75-80 пратеници во собрание. Владата ги кажува своите ставови, ние ги имаме своите ставови и сметаме дека владата е таа која што треба во едно вакво време конечно да носи одлуки или да каже ќе го поништиме Преспанскиот договор, ќе се откажеме од членство во Европска унија или да не носи натаму. Не може вака статус кво. Значи тоа е статус кво. Нека се иселуваат граѓаните, ќе живееме полошо. Не држиво изолација. Зошто не? Ќе живееме полошо, граѓаните ќе имаат Вие разбирам поентата јас. Ама зошто еве конкретна иницијатива има за уставни измени, зошто не ја поддржите? Не може СДСМ како опозиција да ги води процесите напред. Ама еве просто владата не сака да ги води според вас. Добро, ќе видиме на наредните избори граѓаните дали ќе проценат дека владата треба да продолжи да функционира во еден ваков формат кај што ќе седи во статус кво, не знам, 5-10 години или ќе сакаат граѓаните да оди државата напред. Дали се заговара широка влада? Во кој контекст мислите? Па во тоа што си нудевте понуди и контрапонуди минатата недела, вие нудевте заедничко застанување зад гаранции, за барање зад гаранции, тоест тоа беше контрапонуда. Првата понуда дојде за заедничко носење на уставните измени и мене сето тоа така некако политички ми личи на среќна широка влада. Па еве и по самата дебата Душица, но и генерално поставовите на лидерот на опозицијата и на лидерот на ВМРО ДПМН, вие ќе видите дека ние имаме тотална неусогласеност по однос на водењето на државата, особено во контекст на она кое што го зборуваме еве сега уставни измени, ЕУ интеграција и слично. Дека тоа целта на нивната понуда. Но кога зборуваме по однос на коалициски капацитети и коалиција, јас секој пат велам дека се коалицира по однос на ставови и вредности кои што ќе делиме. Гледаме дека со нив немаме очигледно ист став и исто мислење и тоа е жално. Сега го слушам и колегата бидејќи зборува дека процесите треба да ги води владата, дека ова било само чин во кој што би се спровоцирала владата, не знаејќи ги своите деловнички можности кои што ги има социјалдемократскиот сојуз според член 218 од деловникот на собранието. Доколку сте сериозни по однос на оваа иницијатива која што ја имате, можете заедно со Демократската унија за интеграција. Вие добивте Не, само да истакнам дали Социјалдемократскиот сојуз по однос на оние политички делувања во Македонија, дали е сериозно или не, или повторно ќе ги прави оние сцени кои што ги правеше и со мигрантите и со црвените линии и така натаму, за денес да видиме дека тотално несериозна изјава била. И да јуре вие добивте речиси половина милион гласови и на тоа столче сидеше премиерот Мицковски на првото интервју дадено премиерско и јас го прашав за нова преговарачка рамка и неговиот одговор беше дека ако има политичка волја од другата страна, апсолутно дека една од амбициите на владата ќе биде нова преговарачка рамка. И де факто да, вие ги добивте тие пола милион гласови, половина за да барате решение, а не да ни кажувате, мислам, како што вели опозицијата, дека ќе бидеме заглавени со децени. Не, и сигурна сум дека повторно да ги прашате граѓаните на анкети и на мерење на мислење, исто така ќе го кажат кога ќе ги прашате граѓаните? На наредните избори, кога и да се случи. Премиерот. 2028 не е многу далеко, да ви кажам. 2027 пролетта, например? Поблиско е од 2028. Гледајте, ВМРО ДПМН е секој пат спремно за да се случат избори. Јас
видов некоја паника и страф по однос на она кое што го изјави премиерот Мицкоски кај лидерот на опозицијата. Прво гледавме една изјави полни полни во себе со сопствени верувања дека се спремни за избори, за на крај да излезе паника и страф што доколку би се случиле измените, но самото тоа укажува на тоа што СДСМ себе си се декларира како нерелевантен политички субјект кога не застанува да разговара за овие прашања, не само сега, туку ете и на лидерската средба кај што најмногу се комуницираат овие прашања, кај што најмногу се влечат чекори. Кој што 2 години се на власт со речиси двотретинско мнозинство, кој што ниту еден процес не планираат да го придвижат напред за да граѓаните живеат подобро, а Државниот завод за статистика вели за првите 3 месеци имаме минус 2000 граѓани, односно помалку жители кои што живеат во Македонија. 3380 деца се родени, 5342 починати и така натаму и така натаму. И тоа се трендови кои што треба да се земат во предвид и да се кажат. Во однос на собранието и во однос на едно многу значајно прашање. Поднесува закон за апропо темата која што ја дискутираме цело време, за да нема двојно државјанство во собранието, односно во владата, во закон за пратеници и во закон за влада. Поднесува за закон за пратеници, тие го поднесува, одржа еден триумфален прес пред јавноста и потоа ги снема никаде. Им кажа од влада дека тоа како пратеници не треба да го поднесуваат и јас сакам да прашам докаде е тој закон и второто докаде е законот кој што СДСМ го поднесе за да и представниците на владата, министрите да немаат двојно државјанство. Еве, бидејќи вие сте за националниот интерес и јас сум за националниот интерес, да ако некој биде министер или пратеник да има едно државјанство, да нема двојно. Застанете со нас за националните интереси. Еве, ви кажавме, вие сте на иста линија со Бугарија, не сте на линија со народот, затоа ви велиме немате потреба да барате поддршка и да се повикувате на народот. За нив нема потреба за носење на закон. Законот за државјанство последното што беше се преведува некои амандмани као многу. Не, прво дојде законот за пратеници, инаку да подсетам, ова не е прв пат ВМРО ДПМН да поднесува предлог на законот за измена на законот за пратеници. Да тогаш кога беше поднесено, кога вие го предводевте парламентарното мнозинство, го блокиравте тотално тој закон. Актуелниот, по оние информации кои што ги имам последно од председателот на Комисијата за политички системи, знаете дека тој е еден од законите на кој што е дозволен филибастеринг. Преговараме и еве приклучете ни се на кое што действуваме во моментот. Никако не се откажуваме по однос на предлогот кој што ние го имаме поднесено. Ќе ви одговорам еве сега. Амандманите кои што се чинам околу 170 амандмани имаме поднесено, преговараме да се повлечат, бидејќи со неповлекувањето на амандманите ќе биде блокиран и има да биде донесен самиот закон за пратеници. Доколку сте искрени во оваа намера заедно со нас, приклучете ни се да ги повлечат нашите, да ги повлечат. И од пратеникот Дејџан Илјас. Така е. Не знам дали воопшто имате еден или два за министрите, мислам дека. Може тој закон да биде блокиран и поднос на еден пратеник, но бидејќи народните избраници, односно пратениците се избрани директно од народот и легитимитетот директно од народот го црпиме, ценам дека прво треба да го покажеме примерот со нас, да го донесеме овој закон во кој што двојни државјанства нема да има за пратениците. Инаку нашиот став да биде јасен дека дајте да ги донесеме сите закони зошто нашиот став е многу јасен дека ние целосно стоиме на концептот едно државјанство за еден пратеник. И законот кој што ние го директно избран од страна на граѓаните. Не дадовте поддршка на СДСМ да влезе на дневен ред, а не да го изгласате. Еве ви одговорив. За законот за влада не одговоривте. Дајте да го покажеме личниот пример со нас, со пратениците, да го донесеме законот за пратеници, да се одблокира процесот на комисијата за тој да влезе на дневен ред, нема никаков проблем за закон за пратеници. Рековме ајде и закон за влада да го промениме. Вие не дозволивте тој да влезе на дневен ред. Нели ви даваат од влада, не знам што е. Апсолутно не. Еве ви кажувам дека дајте да го донесеме тој закон. Немојте така. Ви кажав со личен пример се докажуваат работите дали сте за или против. Да ми одговорите за изборите? Во однос на изборите, ние го кажавме својот став, кога и да се случат, ние сме подготвени, СДСМ нормално после последните парламентарни избори влезе во една фаза на консолидација на партијата, во избор на нови раководства на општинските организации, нови тела на партијата,
подпредседател извршен одбор и партијата се подготвува така што кога и да се случат партијата ќе биде подготвена. Кажете интерпелацијата на Тушковски, вас ве прашувам пошто тие сигурно нема да поддржат, денеска Левица поднесе интерпелација нова за Па добро, ние имајќи предвид дека го повикуваме постојано и на денешните пратенички прашања за поднесување оставка, ќе поддржиме, ќе имаме координација и ќе дискутираме. Предпоставам дека да. Ви очекувате да успе? Апсолутно не, и ние нашите ставови и аргументи ќе ги стакнеме на самата дебата, за разлика од претходното парламентарно мнозинство, ние не блокираме душица иницијативи за интерпелација, како што претходно тоа го правеше Талат Џафери, например. Па вчера го обвини Филипче дека блокирате за Африм Гаши. За интерпелацијата за министерот за земјоделие е блокирана, исто и не е страна на дневен ред. Согласно деловничките рокови и таа интерпелација ќе се најде на дневен ред. Апсолутно ние сме пример во кој што се исполнува и се почитува деловникот и ќе ги соочиме аргументите и дебатата во собранието и ќе го измериме мислењето таму. Но апсолутно Министерството за внатрешни работи, министерот Панчо Точковски, како никој претходно досега, работи на сузбивање на криминалот и корупцијата, кое што го докажува не ВМРО ДПМН последните извештаи кои што ни покажуваат. Левица во однос, еден од аргументите беше тој дека јас несериозно ги сметам тие. И за крај многу кусо она прашање што јас веќе 6 месеци го поставувам на сите пратеници што ќе дојдат тука, а ги цитирам семејствата на загинатите деца во Кулчани дека се изневерени и од власта и од опозицијата и дека едно прашање имаат и за власта и опозицијата, дали ви е срам 6 месеци потоа анкетната комисија за Кулчани и за останатите 3 трагедии, модуларна, Бесатранс и Ласкарци не профункционира и дали, иако едните и другите велевте, тоа ви е приоритет. Ајде Бочварски. Подготвени сме да дискутираме за секој прашање. Утре, сега повторно чекате писмо некој. И во ситуација кога родителите беа пред собрание, ние и тогаш покажавме. Ова конкретно за анкетната, за 24-ка велат, разочарани се, срам да им е и на власт и на опозиција. Ние сме подготвени да дискутираме за секое прашање, но на кое што беше најавено тогаш од владата дека ќе се случат реформи во насока на подобрување на системот, не го гледаме. Кога ќе доставите за анкетна комисија? Ќе разговараме во партијата и ќе донесеме одлука. Бојковска. Останувате на ставот за клучуците од Апсиев? Еве сега ќе тие чекат писмо, вие чекате за клучуците. Кога зборувам за оваа тема, со најдлабока почит и најдлабока одговорност сакам да зборувам еве за овој случај и многу внимателно да го комуницирам бидејќи е многу ранлива оваа тема. Јас ќе истакнам дека имавме ние во собранието еден пример на постојаната анкетно тело на Димитар Апасиев, во кој што деловнички, доколку ги гледаме, ја гледаме сега состојбата, треба да се предложат и треба да се прочитаат заклучоците кои од страна на Димитар Апасиев. Ама нека што ги се предложат. Како ги кочиме ние кога тоа е председател на комисијата, треба да ја свика и да ги прочита и да ги усвоиме заклучоците. А ние кворум ние направивме и учествувавме на таа комисија, кога што присутен беше и председател на држава, и председател на влада, пратениците на ВМРО направија кворум, ние учествувавме таму, значи покажуваме волја да се утре таа работа. Заклучоците ВМРО ДПМН ќе дојдат и да се прочитаат заклучоците и на двете страни кои што треба да ги ја свика и да ги презентира Димитар Апасиев. Се до тогаш не можеме да отвараме два паралелни процеси во собранието. Писмото од Гаши до кога ќе го чекате? Бидејќи едно време имаше утре, па во однос на сакам да кажам дека вие се вади на писмото, ВМРО ДПМН се вади на заклучоците. Де факто 6 месеци е блокирана комисијата за која што сите гласавте. 84 мислам дека беа пратеници што гласаа. Го кажавме ставот во однос на и на Африм Гаши, така што ќе биде поднесена интерпелацијата. Ви благодарам што бевте гости во 24 анализа. Благодарам. Почитувани, ви благодарам на вниманието.